Добре, криптоентузијасти, во уште едно, би рекол, доста едукативно видео, каде што ќе разговараме за глобален CBDC апдейт, да видиме што се случува на сцената со дигиталните валути на централните банки. Како што знаете и сами, ова е доста страшна тема, би рекол, со оглед на фактот дека станува збор за најголемото модерно робство кое што сами на себе си ќе си го дозволиме, и нормално затоа ќе дадеме максимум од себе си да на некој начин го поминеме овој дел за секојдневните луѓе да знаат што точно представуваат дигиталните валути на централните банки, без лаги, без дволичност, значи да ви покажеме точно како тоа изгледа и што тоа ќе предизвика во вашата слобода. Како што знаете и сами, значи пред да почнеме, во текот на оваа недела имаме доста, би рекол, активност која што ќе биде, да речем, превземена од наша страна. Во текот на вчерашниот ден се најдев дека уживавте во лайвстримот, тоа е макроекономија и крипто. Имавме доста интересни теми. Не заборавајте дека ова видео е снимено пред да го направиме лайвстримот, значи во текот на средата, а го гледате на нашиот канал во четврток 24 октомври. Така да доколку не сме, да ви го честитам уште еднаш денот на револуционерната борба на Македонија и денот на ВМРО, на вистинското ВМРО, не на ДПШНЕ нормално. Сабота очекувате техничка анализа, лов на врт, да видиме каде се наоѓаме во макроциклусот на биткоин, каде што очекуваме радна скела да ни се приклучи и да имаме многу интересен лайвстрим во сабота, така да се надевам дека ќе уживате во истиот заедно со нас, да видиме каде се наоѓаме во овој циклус, како од наша страна, така и од страна на радна скела и на Гоце. Недела, MicroStrategy, биткоин стратегија, да видиме како моментално го спроведуваат овој хак за бескрајно купување биткоин, да го објасниме како што треба нормално на нашиот канал механички аспект. И како што веќе спомнуваме, 29 октомври вчера го надградија нашиот настан. Значи нас ни се погоди да бидеме овде на Хелоуин, иако знаете сами дека не сме ниту верници, ниту па нешто почитуваме вакви работи, но поред, нели, бевме замолени да дојдеме со маска, спремаме многу добра маска за овој настан, така да очекувате дека ќе биде доста интересно. 29 октомври, ако немате по паметна работа, дојдете во Crypto Hub Малта, како што веќе гледате и сами, значи ќе има награда за најдобра маска. Така да верувам дека ќе биде интересно. Темата дефинитивно е страшна, соодветно за Хелоуин. Така да ве очекувам на 29 октомври во 7 часот, 8 веќе почнуваме со презентација. Ова ќе биде нормално и на нашиот канал во живо, така да верувам дека ќе ви се допадне. Со тоа што знаете како, во целата оваа ситуација со Crypto Hub Малта работиме доста долго. Верувам дека ова наскоро ќе биде надградено уште повеќе. Но сега за сега остануваме на презентации, верувам дека ова е уште една многу добра можност да го експонираме нашиот материјал, нашиот канал, и затоа им сум им благодарен и на некој начин добра активност да имаме постојано контакт со луѓето кои што се во криптосферата на Малта. Така да повелете, верувајте ми, е доста интересно, ние имаме македонска маса, верувале или не, во оваа организација, така да ве очекуваме. И како што ќе кажеме, денеска значи ќе почнеме со главната тема, а тоа е дигитална валута на централните банки. Што тоа представува? Тоа представува практично приватна блокчейн валута, еднаква на криптовалутите, која што за разлика од истите кои што се целосно децентрализирани, ова е целосно централизирана. Луѓето се уште не се свесни колку е ова страшно и затоа сакам постојано да имаме апдейт на оваа тема за да знаете колку е ова опасно. Значи да дозволиме на оние исти економисти и банкари кои што досега го уништи економскиот систем во последниве неколку декади, да им дадеме целосна контрола врз монетарниот систем, да можат досега тоа што го принтаа да го произведуваат со едно копче, е еднакво на финансиско самоубиство на глобалната заедница. Зошто го зборуваме? Ова се главните карактеристики на дигиталните валути на централните банки наспроти биткоин и би рекол горе-доле поголемиот дел од коините кои што моментално постојат во криптосферата. Прва работа која што мораме да забележиме е дека за разлика од биткоин и поголемиот дел од алткоините кои што има или финален број на количина на коини, односно токени кои што можат да бидат изминтани, како што знаеме во биткоин тоа е 21 милион, другите коини имаат друг тип на конечен број на коини кои што може да бидат испринтани, односно да бидат изминтани во оваа ситуација, или пак имаат механизми како Ethereum кои што едноставно гора поголема количина на коини од колку што се минтаат моментално, значи дека имаме целосна контрола врз така речено
supply, врз изворот на ново произведени средства. За разлика од тоа, ние знаеме дека централните банки немаат апсолутно никаква контрола. Тоа сме го виделе преку M2, тоа е money supply, знаете и сами со нашата презентација, каде што можеме јасно да видиме дека апсолутно нема никаква контрола во однос на принтањето на пари и ова ќе биде уште пострашно кога ќе им се даде целосна дигитална контрола да можат да принтаат колку сакаат со едно копче. Втората карактеристика која што е крајно загрижувачка е фактот дека кога станува збор за децентрализирана блокчейн технологија, тоа е истата технологија за која што се базираат и криптовалутите и централните валути тоест дигиталните валути на централната банка. Кога станува збор за криптовалутите, истите се целосно децентрализирани. Станува збор за илјадници нодови кои што немаат централизирана моќ и не можат да постигнат централизирана моќ и самите технологии се така направени да дури ако се здружат не можат да успеат да постигнат централизирана моќ. Премногу е тешко. За разлика од тоа, во дигиталните валути на централните банки вие имате централизирана моќ од самиот почеток. Апсолутно само еден би рекол сегмент или ентитет има целосна контрола врз системот, а од друга страна тоа го прави да биде многу полесен за напад, односно за разлика од децентрализираните кои што не можете да ги нападнете сите заедно и немате доволно сила да ги нападнете сите заедно. Моментално биткоин мрежата е најјаката компјутерска мрежа, најбезбедната компјутерска мрежа во светот. За разлика од тоа, CBDC се е контролирано од еден ентитет, потенцијално од еден сервер. Што значи дека апсолутно многу полесно е да се нападне оваа валута на блокчейн отколку децентрализираните. И плюс, пак ќе кажам, централизираноста нуди апсолутно целосна контрола. Сите правила во овој блокчейн може да бидат изменети во било кое време од тој еден ентитет. Кога станува збор за монетарна полиса, значи што имаме овдека ние? Имаме ситуација во која што монетарната полиса, кога станува збор за криптовалути, е фиксно определена. Кога станува збор за биткоин, имаме халвинг механизам кој што секој 4 години, после секој 210.000 блокови, ја намалува наградата за ново запишани блокови, така на половина. За разлика од тоа, овдека немате апсолутно никакви правила, значи само еден ентитет одлучува што понатаму со монетарната политика, дали ќе биде принтано повеќе, дали нема да биде, дали ќе се намали количината на средства, апсолутно се е во рацете на еден ентитет. Кажете ми како е тоа воопште нормално? А во денешно време тоа ни го прават и се обидуваат да не убедат дека тоа е сосема позитивно и дека на тој начин ние сме заштитени, како што бевме заштитени до сега. Ќе ви го покажам тоа со главниот пример, како и секогаш тоа беше протестот на ковид за време на камионџиите во Канада. Така, значи каде што видовме апсолутно какво без да има ваква дигитална контрола, што направија на луѓето во однос на нивната финансиска слобода. Кога станува збор за затворен и permission, односно апсолутно било каква промена, било што се случува во овој систем е само во рацете на ентитет, нема апсолутно никаков со тоа што е permission и е private, немате апсолутно никаква контрола, ниту пак било каков тип на транспарентност кога станува збор за овој систем. За разлика од тоа, имаме целосно отворен и без така речено дозвола, значи било која трансакција нема потреба од никаква дозвола, нема потреба од никаква контрола и е транспарентен. Секоја трансакција можете да ја видите. За разлика од тоа, овдека апсолутно само овој еден ентитет има право да ги гледа, контролира и следи овие трансакции. Така да тоа е екстремно проблематично. Risk of seizure практично е веднаш поврзано со ова што го спомнавме моментално, каде што овој еден ентитет може во било кое време да ги заплени, да ви ги одземе, да ви ги намали, апсолутно секаква слобода има да прави што сака врз вашите средства, затоа што истите се наоѓаат на неговиот блокчейн. Се разбираме. За разлика од тоа, на биткоин апсолутно никој не може ниту да ви го одземе, ниту да ви го забрани, ниту да ви го банира, ниту да ви каже што да правите со него, ниту да ве натера да го пратите негде, ниту пак да ви го врати назад. Значи, апсолутно нема никаква контрола, системот е целосно децентрализиран и во оваа ситуација нема никаков тип на сила која што може да спречи било какво функционирање на блокчейнот во неговите параметри. И censorship. Нормално, кога станува збор тоа што веќе го спомнавме, значи, апсолутно може да ве натераат што сакаат да правите. Се разбираме? Значи, може да ви наложат што да купувате, каде да купувате, каде да одите, каде не смеете да одите, колку смеете да патувате, каде да патувате. Значи, апсолутно може се што сакаат да ве принудат да правите кога целосната финансиска слобода ја давате во нивни раце
и практично ово воведување на social credit score, кој што очигледно е следниот чекор, веќе го видовме во Кина, ефективно функционира, каде што буквално доколку не се сложувате и не ги почитувате нормите кои што они ги налагаат во едно општество, автоматски вие ќе имате многу намалени слободи во однос на финансии, а со тоа нормално дека знаете и сето тоа делува на апсолутно секој дел од вашиот живот. Така да тоа е во однос на основните карактеристики на еден CBDC и нормално биткоин или било која криптовалута. Со тоа што CBDC не мора да значи дека ќе биде директно помеѓу Централната банка и вас како физички и правни лица, тоа е неговата основна форма. Моментално се појавуваат неколку различни врсти. Во основа имаме 3 различни врсти, меѓу кои првата е онаа која што веќе ја спомнавме, Централна банка директно со ентитети. Значи нема веќе комерцијални банки, нема регионални банки, имате една централна банка која што врз основа на овој блокчейн, би рекол, пак е блокчейн проект, така наречен дигитална валута на Централната банка, директно функционира како банка за целото општество, затоа што оваа технологија е толку напредна што може на една банка да и го дозволи тоа. Но пак ќе кажам, централизираноста е проблемот. Другите два типа се каде што комерцијалните банки се користат како интермедиари, значи тоа се некои речи субјекти кои што помагаат за да се распредели, користи и нормално контролира оваа валута, па потоа доаѓаат физичките и правните лица и payment service provider, овдека за разлика од банките, пример би рекле Visa, Mastercard, PayPal и така натаму, тоа би биле типови на компании кои што може да бидат на некој начин средина помеѓу Централната банка и физичките и правните лица кои што имаат свој продукт. Сега, payment service provider. Во истата оваа ситуација може да бидат и стейблкоините. И сега веќе доаѓаме до тој втор дел кој што е многу битен. Стейблкоините се налик на дигитални валути на централните банки, но од приватен карактер. Зошто го зборувам ова? Ова што го гледаме овдека како една од опциите за хибриден CBDC е тоа што моментално го имплементираше Америка. Каде што наместо да направат директен CBDC, кој што има централизирана моќ и целиот блокчейн е базиран во една централна банка со апсолутно моќ врз сите ентитети во овој систем, овде ќе имате така речено фиктивна слобода преку централизирани стейблкоини. Односно станува збор за коини кои што се, како што може видите и сами, издадени од еден ентитет, повторно една компанија, како што е тоа на пример Tether, кога станува збор за USDT, или пак Circle, кога станува збор за USDC, или Paxos, овдека е BUSD, но сега Paxos има други коини. Идејата која е? Станува збор за исклучиво централизиран ентитет, кој што е по целоса контрола во оваа ситуација на централните банки, Федералната резерва или кој да е органот кој што е, нели, зборуваме врвниот економски орган во една држава, што значи дека е под апсолутна директна контрола и со регулативата, и со подзаконски акти во било кое време може да се наложи на овие компании да превземат било какво дејство, дури и спротивно на тоа што они го ветеле на своите клиенти, затоа што се под директна контрола на државите. За разлика од биткоин, Ethereum, Cardano, Avalanche и така натаму блокчейни кои што се целосно децентрализирани, во тие ситуации дури и да сака да направи државата нешто врз фондацијата или тимот кој што го направил овој проект, тоа нема да делува на целата мрежа. Целата мрежа е комплетно децентрализирана. Не зависи од основачкиот тим. За разлика од тоа, во овие компании имате ситуација во која што компаниите се под директна власт на овие ентитети и досега во многу наврати сме виделе дека овие валути може да бидат замрзнати. Односно, кога станува збор за USDT и USDC, видовме огромна количина на замрзнати стейблкоини, посебно кога станува збор за борба против тероризам и перење на пари, но повторно во денешно време што е тероризам и перење на пари е знак прашалник со оглед на фактот дека најголеми терористи моментално се овие држави кои што моментално се борат против тероризам, почнувајќи од Мурика. Сакам да кажам дека во било кое време на една држава, доколку и сметате, поради било која причина, едноставно може да ја прогласи за терорист и на тој начин да ви ги замрзе вашите финансиски средства, доколку се во стейблкоини. Нешто што ни по точка разум не може да го направи кога станува збор за децентрализирани блокчейн проекти, пак ќе кажам, како Ethereum, Bitcoin, Cardano, Avalanche и така натаму. Сега, за да разбереме како тоа точно функционира, погледнете го овој дел, тоа е американски долг и негова девалвација преку стейблкоините и Genius Actот. Ова е дел од напредниот курс, 144 видео, каде што во детали објаснуваме како стейблкоините моментално се користат како приватен тип на CBDC на Америка, кој што нормално повторно контролиран од државата, но дава некои
би рекол момент на не се секирате, слободно ете гледате, тоа се приватни компании, тоа не е државата која што ги контролира овие стейблкоини. Гледаме дека стейблкоините се на пат да станат главно средство на глобален аспект за така речено, нели, било каков тип на плаќање и трансфер на капитал. Со тоа што пак ќе напоменам, ова видео ќе го најдете и во дескрипција и ќе го најдете на нашата плейлиста Напреден курс 144 видео. Сега, кога станува збор за тоа колку моментално се напредува, едно е кога ќе го погледнете нашето видео и си велите, па добро, тоа е тоа, 49 земји се во пилот фаза, 3 имаат лансирано, 20 во развој, 36 во истражување. Да, супер, но каде е овдека проблемот? Ние моментално имаме 50 држави, тоа е 1/4, 25% од вкупната количина на земји во светот кои што моментално се во пилот фаза. Кога ќе погледнете кои држави се во пилот фаза, сваќате дека тоа не се само 25% од државите. Тоа е оприлика добри 3/4 од вкупната популација на светот, односно Австралија, Јужна Африка, Бразил, Индија, Саудиска Арабија, Иран, Турција, Русија, Казахстан, Кина, овдека овие држави како Виетнам и Лаос, Европа моментално цела. Ако ги земете овие држави, иако по бројка се 25%, односно 1/4 од околу 200 држави кои што ги имаме во светот, кога станува збор за популација, станува збор за 3/4 од вкупната популација во светот. Само Индија, Кина и Русија, ако ги земете, веќе сте стигнале така речено до половина од популацијата во светот горе-доле. Така да сакам да кажам дека во оваа ситуација треба навистина да бидеме загрижени. Зошто? Ова е видео кое што ние го направивме на нашиот канал пред 2 години. Тоа е 70-то видео од напредниот курс, каде што пред 2 години, погледнете колку имало. Само 17 од овие земји биле во пилот фаза. Очигледно некои биле во ланч фаза, па потоа се вратиле назад, но како и да е. Само 17. Значи, ние имаме уште 33 нови земји кои што моментално влегле во пилот фаза. Што значи дека целиот свет моментално активно се спрема за дигитални валути на централните банки. И сега, каде е овдека проблемот? Вас се обидуваат да ви објаснат дека тоа е негде далеко, дека има време, тоа нема да се случи сега, па тоа е некој во иднина, не знам колку години. Не, напротив. Ние моментално се наоѓаме на еден чекор пред лансирање на дигитални валути на централните банки. Се додека се обидуваат и ве убедуваат дека тоа е далеко, верувате ми, многу поблиску е од тоа што моментално вие го мислите. Сега, ова е Human Rights Watch страна која што има свој собствен тракер, за да видиме како изгледа. Овдека имаме многу полоша ситуација, односно погледнете. Овдека многу повеќе од земјите се во така речено пилот или ланч фаза. Дури и каде што, например, таму не се представени како во ланч фаза, зашто го зборуваме ова, во Human Rights Watch, кој што е мислам, пак ќе кажам, тоа е страна која што се занимава со следење на правата на луѓето, секојдневни права нормално. Значи, зашто е ова толку битно? Затоа што погледнете овдека. Ова нормално дека нема да биде веродостојна страна. Истата е направена од НАТО. Atlantic Council е една од организациите која што работи директно под капата на НАТО. Така да овдека и они не би сакале да знаете точно во која фаза моментално се наоѓаат CBDC-те во светот. Така, додека за разлика од тоа Human Rights Watch нема причина да ве лаже, каде што можеме да видиме дека поголемиот дел од светот веќе е или во пилот фаза или во ланч фаза. Со, пак ќе кажам, некои позастанати земји како африканските или посиромашни земји кои што моментално се би рекол во на некој начин research фаза. Но сакам да ви кажам дека поголемиот дел од светот веќе дебело се спрема за CBDC. И сето она што ви кажуваат е лага дека сме далеко од тоа. Од друга страна, погледнете, ова е од пред само еден месец од Fortune списанието, како изгледа моментално. Значи, ова е колку од испитаниците во Кина, Индија, Колумбија, Бразил и така натаму би сакале да имаме дигитална валута на Централната банка. Ова значи дека станува збор за екстремно финансиски неписмени нации. Кина и Индија заедно се негде околу 3 милиарди од вкупно 8 во светот. Тоа е, пак ќе кажам, скоро половина од населението во светот. Што значи дека половина од населението во светот, ја верувам дека можеби ова е и манипулирано, но како и да е, ако сакаат 6-78% од оваа популација да има дигитална валута, они апсолутно сакаат самите на себе си да си наметнат робство. И тоа ќе го покажеме детално. Вака сега. Оваа гуска верувам дека знаете. Ова е претседателката на Централната банка на Европа, ако некој од вас не ја знае, Легард. Ова е ветувањето што го даде пред само 2 години, кога за прв пат беше донесена одлука дека ќе има дигитални валути во оваа ситуација во европските држави, иако јас во вчерашниот ден во Crypto Hub Malta добив малку
поинакви информации дека едноставно не можат да успеат да ги реализираат во оваа ситуација нивните соништа за дигитални валути на Централната банка, но како и да е, ова е тоа што они го ветија на своите граѓани за слобода. Слушнете го ова што го кажува овде. The digital euro is on the move. Yesterday, the Governing Council of the ECB approved the opening of the preparation phase. It will be a journey, and we will walk the journey together with the legislator. Значи, ова е пред 2 години кога кажаа дека отвориле поглаве со кое што веќе се во на некој начин подготовки за лансирање на дигиталното евро. Значи, пред 2 години беа во подготовки, они сега се во пилот фаза. И знаеме дека е факт моментално и државни органи, и институции, и приватни компании активно работат на тестирање на оваа технологија на дигиталното евро низ Европа. All European institutions will be involved to make sure that Europe is equipped with the currency of the future. Cash is here to stay. Најголемата лага. Последната ваша приватност во овој диносаурус финансиски систем кој што изумира е кеш. Кеш е последната приватност која што имате, затоа што истиот многу тешко може да биде следен и сакаат да ви го одземат. Само вака ќе ви кажам. Замислете и направете собствена анализа. Без разлика каде живеете, дали сте во Америка, Европа, Македонија, Австралија, не е битно. Колку имало банкомати во, да речем, вашиот регион каде што се живееле, а колку има сега? Имаме глобално движење кон намалување на банкоматите на регионалните и комерцијалните банки со цел да ве натераат да не користите кеш. Вели, кешот е овде за да остане. Најголемата лага. Слушајте го сега ова. You will have all options, cash and digital cash. So what does it mean for you? For consumers, it would be free and easy to use everywhere in the euro area. All of that, of course, is subject to the legislative process. Cash or digital, the choice will be yours. Вели, кеш или дигитални валути на Централната банка, вика, изборот е ваш. Најголемата лага. Зошто го велам ова? Последното видео ќе ја погледнете истата оваа овца, беше измамена од двајца, би рекол, нели, верували не, тоа се комедијанти од Русија, кои што ја натераа да си каже апсолутно се што се спрема моментално околу дигиталното евро. Се преправале дека се Зеленски. Јас секоја чест дечки до сега успеа да изверглаат многу политичари од Европа и Мурика. Слушнете што има да каже истото, значи овој последниот пат го пуштите затоа што е многу битно да видите со кого си имате работа. Едно е што ви кажуваат на телевизија, друго е што е реалната слика и еве ќе ви ја покажам повторно. Слушнете што има да каже прво зошто толку се брза со дигитални валути на Централната банка. As I said, I don't want Meta, Google or Amazon to suddenly come up with a currency that would take over the sovereignty of Europe. Значи, тоа што моментално гледаме, што она го бае моментално, вели не сакам вика некои големи корпорации како Meta, Google да измислат своја валута и едноставно истата да биде повеќе користена од дигиталното евро во Европа. Погоди што, тоа веќе се случува. Моментално многу повеќе се користат USDC и USDT во Европа, за разлика од било што има да понуди финансиските организации или финансиските институции во Европа. Зошто е тоа така? Затоа што стейблкоините се многу поедноставни и не бараат било каков тип на дозвола за користење. Сега погледнете што има следно да каже околу кеш. Лагата дека кешот ќе остане. Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. You take your risk. You get caught, you are fined or you go in jail. Црно на бело. Во првото видео на јавноста вели, кеш вика, може да користите колку сакате, не е проблем. Слушајте што вика овцава сега. Вика, сега имаме ново правило, ова беше пред 2 години, че сега уште пострашно. Ново правило со кое што доколку користите над $1,000 евра во оваа ситуација за да платите било што, автоматски вие сте вика на сивиот пазар. Доколку сте фатен, или ќе бидете казнет, или одите право во затвор. Што стана со кеш во било кое време? Што стана со изборот е ваш? But you know the digital euro is going to have a limited
amount of control. There will be control, you're right. You're completely right. Вика, дигиталното евро ќе има, вика, ограничена контрола. На кого тоа? Вие имате целосен пристап до системот и вие ќе имате ограничена контрола. Не. И пази, она признава дека ќе има ограничена контрола. Замислете, ако тоа го признава, која е реалната состојба? Еве прост пример, до крајот на видео, гледате што планираат следно. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. Вика, за било која трансакција, вика, до 300 или 400, потенцијално, вика, може да немаме контрола. Значи, се на 300 евра се контролира и се следи било која трансакција од ваша страна. Еве ви ги дигиталните евра. Апсолутно секоја трансакција е следена. Апсолутно секоја трансакција. Така да, чисто да знаете со кого си имате работа, значи ово оно поштено си го истреска, тоа дека мислеше дека зборува директно со Зеленски, а очигледно зборуваше со луѓе кои што се, пак ќе кажам, комедијанти од Русија кои што добро ја средија. Еве да ви покажам како тоа изгледа. Ова е 6 ноември 2024 година, последниот апдейт на тоа како може да се плаќа во кеш во Гејропа. Као што може видите и сами, ова е Европскиот центар за конзумери, за корисници, за купувачи од Франција. Така, погледнете го. Еве да ви покажам како тоа изгледа. Некои од овие немаат лимит, во ред, но некои во Белгија не може да користите за трансакција повеќе од 3000 евра. Чекайте, станува подобро. Во Татарстан 5100 евра. Во Хрватска 15, но сега погледнете го овој дел. Во Данска не може да користите повеќе од 2700 евра за трансакција. Значи, ако е нешто повеќе од 2700 евра, вие не може да го платите во кеш. Во Франција не може да плакате ништо над 1000 евра во кеш. 1000 евра. 1000 евра некои луѓе име киријата. Во Германија 10, но кај циганиве 500 евра. Значи, се над 500 евра автоматски е што? Криминал. Во Унгарија над 4200. И сега ако продолжиме понатаму, погледнете го, Италија 1000 евра, во се најголемите економии во Гејропа, Франција и Италија и земји би рекол, така. И сега погледнете, ако продолжиме натаму ќе најдеме уште многу. No cash limit, но како и да е. Многу од овие веќе се значи дебело ограничени. 3000 евра во Полска, 3000 евра во Португалија, 1000 евра во Романија, cash payments до 5000 евра, Словенија до 5000 евра, Шпанија до 1000 евра, Шведска овдека веќе имаат full, значи целосно работен CBDC, и во Англија до 10.000 евра. Значи веќе имаме активни ограничувања. Замислете во Циганленд доле на југ, над 500 евра вие не може да плаќате во кеш, тоа е веќе апсолутно криминал. Еве како би изгледа светот, чисто да ви стане јасно, ова е многу добар пример направен, секоја чест на дечките што го направиле, како потенцијално би изгледал светот кога би имале CBDC. Значи ќе бидете активно следени и контролирани во секој аспект од вашиот живот. Good morning, citizens. Your overnight account balances have been updated. Time to start a productive day. Final notice, your account balance is below 500. You need 50 credits by the end of the day to avoid automatic eviction. If you have missed work due to... Вели, имате само вика еден ден да најдете уште 50 кредити на вашата сметка или ќе бидете автоматски избркани од вашиот стан. illness, you must provide a doctor's note to reclaim your credits. Вика, доколку сте болни, вика, мора да донесете или да, така речено, приложите соодветна докторска белешка да ги добиете вашите кредити назад. Any extra credits? Please. Tensions are high today, with more people planning to join the Citizens Against Digital Control protest. Remember, the government knows who you are at all times. Resisting is not worth the consequences. All of their... Вели, моментално века има тензии на улиците, затоа што вика голем дел од луѓето сакаат да се спротивстават на дигиталната заштита која што владата ја имплементира, вика, на улиците, вика, и пази, подсетување, вика. Владата знае точно кои сте, вика, едноставно нема поента да се буните против неа, како ќе бидете соодветно казнети у превод. Their
newest social credit systems are designed to keep you and your families safe and efficient. Authorities seized a record balance of an individual's credits, citing excessive hoarding. Вели, social credit score е моментално направен со цел да ве заштити вас и вашите фамилии. Сигурно. Вика, моментално, вика, државата, вика, конфискуваше сметка на еден човек, вика, за тоа што, вика, премногу кредити собрал, односно правил хординг. Замислете, они ви кажуваат колку смеете и кога треба да трошите. Traffic violation detected. 7 miles per hour over the limit. 75 credits have been automatically deducted. You have to be fucking kidding me. Вели, заради тоа што моментално бевте брзи и направивте сообраќаен прекршок, вика, автоматски ви беа одземени 75 кредити од вашата сметка. Yep, you got the flu. Your blood work shows a significant iron deficiency. I recommend incorporating more red meat into your diet. Dr. Jones, your attack Значи, моментално ја прегледал доктор, вели имате као грип и слушате се ово што му се случува на доктора. taxes were not filed and have been automatically deducted with late fees. Your medical license has been revoked. Oh, hell nah. I filed an extension. На докторот дека ја прегледува му стасува известување дека поради некоја грешка наводно е казнет и му е земена докторската лиценца. Мислам, еве вака изгледа. Мислите дека е далеку? Верувајте, не. Purchase denied. Monthly red meat allowance exceeded. Try mealworms instead. Вели, обидот за купување ви е одбиен затоа што вашиот allowance, односно дозволена количина на црвено месо кое што може да го јадете за месецов е веќе надмината. Добре дојдовте. Они ќе може да ви кажат што треба. И знаете што ќе ви кажат? Тоа се карбон кредити, вие треба заедно со остатокот од светот да помагате да не ја загадуваме планетата, се разбираме. Тоа ќе ви го кажат. Вика, наместо црвено месо, вика, купете си, вика, земјени црви, вика, тоа ќе ви помогне. Can you guys please let me through? Attention. Unauthorized political gathering detected. Participants' access to financial services has been suspended. Вика, недозволено собирање на народ, вика, сите они кои што беа скенирани, вика, ќе им бидат одземени финансиските слободи. Due to the speeding infraction, your car will be immobilized for 3 days. Fuck you! Вика, поради прекршокот кој што го направивте во сообраќајот, вика, вашата кола ќе биде имобилизирана, нема да може да користите во следните 3 дена. Fix your surveillance policies and rot in hell! You've earned 50 bonus credits for reporting your neighbor's hateful misconduct. Вика, поради тоа што го снимивте вашиот, вика, комшија како пцуе моментално и нели се однесува несоодветно, вика, добивте 50 кредити како награда. Добре дојдовте во Македонија 3.0 е ова. This content exceeds your current social credit tier. May we suggest citizen responsibility? Вели, вика, оваа содржина моментално, вика, не е достапна, вика, за тоа што вашиот social credit score, односно тоа ви е така речено колку сте добри во општеството, соодветна оцена е премногу мал. Sarah, open the door. You have been identified by the authorities. Don't resist. Don't resist. Don't resist. Ете така, драги мои, изгледа. Верувале или не, доаѓа. Значи, ако дозволиме централните банки и влади да имаат целосно контрола врз нашиот систем, ова е тоа што доаѓа за нас. Дали вас ви се допаѓа или не, дали вие верувате или не, тоа останува на вас, но во таа насока сме тргнати. Дигитално евро се очекува 2029 година веќе да биде во така речено употреба. Значи, ова се само најновите вести. Австралија, да се подсетиме, 2022 година Австралија гласаше дека нема да прави CBDC. Вика, Австралија и понатаму чекори кон креирање на дигитална валута на Централната банка. Една од најнапредните е моментално. Русија само што потврди дека и понатаму се движи кон, пази, rollout, значи дека они се веќе во пилот фаза на
дигиталната рублја. Канада вика, како Тивко вика стана лидер во развивање на технологија на дигитална валута на Централната банка. Тивко. Зошто Тивко? За да не може да се буните, затоа што ќе биде доцна кога ќе биде имплементирана. Индија и понатаму вели, дупло повеќе се труди да направи CBDC проект наспроти афирмирање и така речено, признавање на блокчейн, децентрализираната криптотехнологија. Бразил моментално има и свој така наречен DREX CBDC проект кој што моментално го напредува. Се најнови вести од средината на 2025 година наоѓа. Централна банка, само овдека да видам точно на кој беше, сакав да најдам повеќе, чисто да видите како изгледа. Ова беше на Франција, како што можам да видам. Значи, сега, секој од овие земји нормално ќе мора засебно да го направи ова, како напредок, но како и да е, значи, секој од овие земји ќе мора да го прифати тоа. Саудиска Аравија, дигитален реал, се очекува 2025 година, значи, апсолутно сите се движат во иста насока. Дали се БРИКС, дали не се БРИКС, иста ситуација имаме. Уганда моментално во пилот фаза за развој на CBDC. Обединетите арапски емирати се очекува да имаат свој CBDC во четвртата четвртина од 2025 година. Нема бегање, сите се движат во истиот правец. И Народна банка на Република Македонија веќе ги прати своите вработени на тренинг за потенцијално имплементирање на дигитален денар. И еве да ви кажам зошто е ова толку страшно. Видеото што го видовте, што кажавте дека не е возможно, верувам дека многу од вас ќе кажат, нема шанси такво нешто да се случи, да имаме таква контрола. Се сеќавате на ова? Кога се шетаа со ова пеленава на устата? Така. Значи, еве што направи Трудо, педерот од Канада, кога луѓето се кренаа на револт затоа што не ги прифаќаа нормите на COVID, кои што моментално гледаме дека биле апсолутна лага. Еве што превзема земјата без да има CBDC за своите граѓани кои што имаат полни права. After weeks of protests, Prime Minister Justin Trudeau is taking drastic action to put an end to the Freedom Convoy protests. The time to go home is now. Trudeau invoking emergency powers, allowing the government to remove cars and trucks, suspend their insurance, and even freeze truckers' personal and corporate bank accounts. He said Вели, моментално владата на Канада практично користи акти кои што се наменети за војна со цел да прогласи некои од своите граѓани практично како терористи, да им ги одземе возилата, да им одземе, замислете, социјално осигурување и уште полошо да им ги замрзне и приватните и корпоративните, односно банките на правни лица кои што ги поседуваат. До кој степен, замислете? Целосно одземање на вашата финансиска слобода во систем каде што немаме централизирана валута. Така, замислете кога ќе дозволиме дигитална валута на централизираните банки. Погледнете го ова. Says the powers will be limited in scope and that he's not calling in the military. The Emergencies Act will be used to strengthen and support law enforcement agencies at all levels across the country. Meanwhile, traffic is moving again across the Ambassador Bridge, the busiest land border crossing between the U.S. and Canada. The blockade at our border in Windsor has now come to an end. The Ambassador Bridge has reopened. Officials, though, are turning Ништо нема да ви back on направат, нели? Canadians trying to join the blockade that's brought weeks of protest over vaccine mandates and COVID restrictions to Ottawa and disrupted daily life. On Sunday, 24 people were arrested. Officials are also blocking donations for truck. Уапсени, одземени физички, се извинувам во оваа ситуација, нивните автомобили и камиони, блокирани нивните сметки, блокирани нивното социјално осигурување, за нивното загарантирано право со устав да протестираат. И слушайте го последниот дел. Вика, државата ги блокира сите децентрализирани организации кои што се обидуваат да соберат помош за нив. A Canadian judge freezing more than $8 million in donations to a crowdfunding site. This is probably going to be the fight. Вика, 8 милиони долари, вика, донирани од луѓе на приватни сајтови со цел да се помогне на овие луѓе замрзнати. Имаше наредба до Coinbase, до Binance, до сите останати субјекти кои што од крипто аспект функционираа во Канада, дека доколку дозвола било кој од овие лица да добие крипто, автоматски ќе бидат истерани од оваа земја. Ова е слободата што вие спремаат. Чисто да ви кажам, затоа што многу од вас мислат дека ова е далеко. Не е далеко. Не е далеко, они веќе го пробаа, тоа и функционираше.
И целиот свет едноставно занеме и остави тоа да се случува. Еве како ќе ви изгледаат новите банкноти, дали ќе бидат испринтани или во дигитална форма, прилика добро ги средиле. Мислам дека дизајнот е доста интересен и нов, како велат футуристички е, многу ми се допаѓа дизајнот. Така, се спрема, драги мои, ако оставиме, еве каде се движи сето тоа. Средам дека уживате како и секогаш во нашата содржина, значи сето ова е нормално со цел да донесеме што повеќе едукација на македонците како од финансиски аспект, така и нормално од оваа нова технологија блокчейн, да знаат се што треба да знаат околу економијата, геополитиката и блокчейн технологијата. Сите оние кои се веќе дел од нашата Patreon заедница, ви благодарам за поддршката, доколку не сте, линк до нашата Patreon заедница може да најдете во дескрипција на секој од овие видеа. Дополнително може нормално на patreon.com да го најдете на нашиот форум Cryptogamidžija и да се приклучите 7 дена бесплатно да видите како е да се биде дел од оваа наша заедница. Оваа мала членарина ни помага да направиме многу активности за вас. Досега организиравме повеќе од 9 активности, како во Македонија, така и една во Германија. Дополнително, нормално, како привилегија добивате пристап до нашите чатови, каде што многу од нашата заедница допринесува со едукација, со информации, со цел да едноставно имаме подобра визија за сето оно што се случува моментално на пазарот. Имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Сите офлайн, да речам, видеа како што ова е моментално снимено, го добивате порано. Значи, нашата Patreon заедница ова видео веќе го погледа на 23 октомври, еден ден порано. И еднаш месечно организираме посебен тип на лайвстрим, кој што е наменет само за нашата Patreon заедница, а потоа нормално истиот го доставуваме и до целата наша заедница на YouTube. И доколку сакате, можете на годишно ниво да уплатите чланарина со цел да не поддржите и да бидете дел од нашата Patreon заедница. Само следете ги инструкциите на cryptogamidžija@gmail.com. Пратите ни која потенцијално валута би ви одговарало, нема никаков проблем. Значи со цел да овозможиме 30% поевтино на годишно ниво вашата чланарина за да бидете дел од нашата Patreon заедница.